Секој пети граѓанин и секое трето дете во Македонија во 2024 година живееле во сиромаштија, покажува извештајот на Државниот завод за статистика. Според катастрофалните бројки, повеќе од половина од семејствата кои имаат 3 деца живеат во сиромаштија, односно имаат на располагање помалку од 60% од медијалниот еквивалентен прилог, кој го представува прагот на сиромаштијата. Според лајкенските индикатори за сиромаштија што ги објави статистика во 2024 година, стапката на сиромаштија изнесува 21,9%. Анализата на податоците покажува дека за жал најизразена е кај децата и младите до 17 години, каде што ризикот од сиромаштија е 29,5%, односно речиси секое трето дете. Кога станува збор за домакинствата, пак ризикот од сиромаштија варира во зависност од структурата, односно од бројот на членови. Па така најмногу погодени од сиромаштија се домакинствата каде што семејството брои 5 члена и повеќе, односно 2 родители и 3 или повеќе деца. И тука статистика измери дека повеќе од половина од овие домакинства живеат во сиромаштија, односно 54,8%. Ризична категорија се и домакинствата со еден самохран родител и деца, каде што стапката на сиромаштија достигнува 45,8%. Кај 4-членото домакинство кое се зема како основа за пресметката на потрошувачките кошнички на ССМ и на владата, стапката на сиромаштија изнесува 17,1%, односно секое 6-то домакинство. Ако се споредат вработените и пензионерите, може да се види дека разликата е околу 5%. Кај вработените стапката на сиромаштија е 7,9%, со присуство на феноменот на така наречени сиромашни вработени, односно лица кои иако работат, имаат приходи под прагот на сиромаштијата, додека кај пензионерите стапката на сиромаштија во 2024 година е повисока и изнесува 12%. Од ССМ остануваат на барањето од 600 евра минималец кој го темелат на повисоките трошоци за живот и предупредуваат дека повторно се враќа формата на плата во плик. Никој не напраша кога ги усогласуваа, односно ги зголемуваат цените на основните прехранбени производи, цените на електричната енергија која еве како честитка за нова година ја добивме, цената на нафтата и на гасот и така натака. Нас не викаат да не консултираат кога ги зголемуваат цените и затоа бараме зголемување на минималната плата, но вие како влада да се фалите на 4 месеци пред усогласувањето законско на минималната плата со некои 1500-1600 денари и да им кажувате на работниците стрпете се само што не сме ви го подобриле животниот стандард со 1500 денари, тоа е срамно. Синдикатите веќе најавија дека своите барања ќе ги бараат и преку протести и штрајкови.